Готово почна мабетот зад камерите на утринска телма. Се каравме кој медал кој да го земе, бидејќи тука сме збогатени. Јас сум со Берлин, ти? Јас сум Малта. Малта, ова баги тежок само. И навистина добро личи. Да бев некаде по списание вака. Добро, како и да. Време е за маратонците, одлично, веќе ја добивме таа доза позитивна енергија која што ни е потребна за да го имаме ова убаво утро. До мене Петар Георгиевски камиказа, добро ни дојде. Добро утро. Најубавата помеѓу нас тука, Елисавета Нојковска. Добро утро. И Блажа Цуневски, македонците кои што годинава ќе трчаат на маратонот во Њујорк. Овој период ви е подготвителен, претпоставувам со оглед на она што ве очекува. Кога се случува маратонот? Њујорк маратон е на 6 ноември, недела. Ние планираме да отидеме една недела порано за малку така да се акомодираме на температурата, времето, на временска разлика на назад колку сати ќе биде. И планираме после маратонот да останеме уште неколку дена за да така ја уживаме таа треската маратонска, да прошетаме, да се сликаме убаво, да повозиме мотори со Перо. Тешко. Да истрчаме полумаратони. Нешто, вака по пут. Или спомена дека ќе одите една недела претходно, со оглед на тоа што ние споменавме Малта, Берлин, има Виена, Будимпешта, Белград, многу маратони кои што се зад вас, успешно истрчани. Случувајќи го и нашиот македонски визар маратон. Да, го заборавме, ама ќе го споменеме. It's a first place. Тоа ни е најдраг на сите. Скопскиот маратон е екипно прво место. Честитки. Супер. Сакам да прашам колку време вообичаено претходно суди на дадената дестинација? Дали е потребно да се запознае теренот, временските услови, какви ќе бидат, патот да го видите или? Баш има најмногу цитати. Ајде, ние чекаме да раскажеме. Маратони што ги трчаме во Европа, да речеме, во овие градови, не треба многу. Еден ден, два предходно да бидеме пред маратонот да се стигне. Не можеш да опипаш стазата, пошто само можеш на лист да ја видиш, така се зезнавме на Малта, на оваа медаља тешка, потешка најтешкото тука е зашто изгоревме сите на најтешка беше таа. Зашто се зезнавте, што се случи? Па ни дадоа таму за стазата како изгледа и ни изгледаше рамна, дури надолна. И се пуштивме ние на надолното тука и после тоа прво рамно, па на горница и ветер почна 45 на сат да дува. Значи ова беше маратон со препреки. И на крај најлошите времиња ги извадивме таму. Имав и температура, Перо ме лечеше 2 дена претходно, не можев да станам од кревет. Дотерав да може да истрча. Да. Ама има уште една тажна вест, значи на неколку на стотина метри пред финишот на целта моја возраст човек почина инфаркт доживеа. Значи не после затоа што навистина беше изворедно тешка трката. И уствари ја не гледам по тие тетратките, баш ја отвори и вика види 250 горе, вика доле е 0. Викам и ова све удомница бе. И првите 5 километра дај јас си направив најболje без. Значи како Скопје не е рамно како Тепсија, на чувствени падови. Ама многу нагорници се појавија. И едно време вика 40 километра ветер бидејќи сатите значи ги покажуваат. Значи имаме цели метеоролошки станици со нас на раце. Покажуваат што се случува, викам Перо ајде дај едно време гавеш. Тоа е ова, гледај се борам со 300 зверови, викам. Уживај у Малта, разбираш? И така мораш да се убедиш понекој за да останеш на ноќ. Да, па и ментално да бидете подготвени дефинитивно. Меѓутоа Петар Блаже мал минус. Елизавета денеска спомена за камерите, маиците не ги носете, не е тоа. Мала шега. Па да се свртам. Мала шега. Околу маиците ти кажам, јас сум сега поправен 3 кила и таа ектен устело ќе ми стоеше. Ектен ќе биде. Ектен ќе ми стоеше стреч и да таа Многу стомачен дека дојде од израз. Да, овие што се вика тој сикспек. Не сикспек, како се Тоблеронето. Добре. И сега би сакал да ја прашам како дознате за овој маратон и впрочем за Њујорк. Да, сега се враќаме на Њујорк и ќе трчате маратон, полумаратон, многу ни интересира. Ајде јас сега. Ајде. И дали ќе бидете претходно во карантин? Значи, карантин со или тешка работа. И се ваше, ќе ти раскажам за Будимпешта колку пута јадеме. Значи, многу е коинцидирана целата работа. Дури некои мислат дека, значи Њујорк маратон не може да се намести. Така. Њујорк маратон има Зарем другиве може да се наместат. Не, на другите може да се пријавиш, но има 1,5 милион луѓе што аплицираат. Не секој може да учествува. Еве сега, привилегија сепак да се биде. Не е привилегија, среќа. Среќа. Значи лотарија, како исто како за грин карта. Милион и пол кандидати аплицираат за учество на Њујорк маратон. Од тоа излекуваат некаде околу 60.000 луѓе. Така. Коинцидира ситуацијата бидејќи ние во истиот момент и во истиот сат сите тројца аплициравме од исто место.
Значи и се случи сите тројца да добиеме. И овие после тоа што пишува еве наместено е како можеш да наместиш нешто што е лотарија. Трикот е следечи, како прават пари. Значи они би сакале сите милиони и пол луѓе да трчаат. Али овие 60 до 100.000 луѓе што трчаат на Нью Йорк маратон се исклучително тешка ситуација да се организираат да тргнат на старт. Значи е исклучително комплицирана организацијата за 100.000 луѓе. Така. Мислам и дека они како организатори прават некаква квота од секоја држава да има по еден, два или неколку представници за да биде интересно да биде мултинационално. Инаку најмногу има пријавени американци и они би ги пуштиле веројатно сите американци да трчаат. Заради избратување, да, оставаат по неколку, да речеме, простор за котизации, да, за секоја држава, ако аплицираат луѓе да може да учествуваат. Верувавте дека ќе влезете? И сега веруваме дека на Лондон заедно ќе влеземе, сега јам по најава. Чекај, сега сте... Мене ми е многу смешно. Да, еве гледаме некои фотографии, ќе ги гледаме во продолжение. Мене ми е многу смешен моментот дека секогаш уште не завршен маратонов кој што е во најава, вие веќе размислувате за следниот. Не, тоа е за цела година испланирано. Добро. Значи ви имате потполно цела агенда со датуми каде што ќе се појавите. Еве сега јас ќе ви кажам неколку места кај што сигурно заедно ќе бидеме. Пак без мене си. Значи, заедно сигурно ќе бидеме во Будимпешта и во Букурешт. Кога? Па Будимпешта е 11 септември, а Букурешт е 9 октомври. Значи, Значи вас ќе ви се фати последователно секој месец маратон? Не, по два. Септември, октомври. Само ја поправа. Септември, октомври. А другите не ги кажеме планински трки, по например. Кој што адхок се случува до текот на Најверојатно во Софија 2 пати ќе идеме. Да, Ова ние од екиден маратонот со Елисавета што трчавме. Освои второ место, за неколку секунди. За неколку секунди не знаевме кои се тие што се први за да ги бркаме и за тоа така. Мислам дека агендата ние на која сакаме да учествуваме е следна, да ги истрчаме сите 6 најголеми маратони во светот, елитни маратони. Кои се тие? Нью Йорк, Лондон? Ели веќе го има Берлин и Рим. Јас го има, јас Берлин, Ели има еден маратон повеќе од мене, баш има многу повеќе. И мислиме да биде сега како што е Рим, Берлин, јас ќе го трчам, се надевам пак повторно заедно, Нью Йорк, Лондон, Бостон и Јапонија, останува Токио, ама Токио не знам. И таму сигурно ќе аплицираме на среќа. А се случувало ли пример да аплицирате? Знаеш зашто? Зашто Јапонија? Тоа ми е мене уствари матична, Македонија ми е матична држава по име и презиме, а по надимак ми е Јапонија. Камиказе. Така да мислам дека 100% ќе поминеме, разбираш? Имам ургенција за тоа. Блаже, ајде само ситуацијава од Будимпешта смешката што требаше да ја раскажеме? Кога сме заедно, што правиме? За Тоа е за Будимпешта, некоја инаку емисија забранета храна, треба да забранети. ние као со здрава исхрана појдовме дека ќе трчаме на Будимпешта и од Скопје до Будимпешта 12 пати јадеме. Добро, сега на бензинска пумпа застанавме и кај што имаше јадење сегде и на крај завршиме во Макдоналдс. Не е тоа крај. Не, на крај добро тоа последно. Во Макдоналдс исто таму има добро со оглед кола на точење колку сакаш да испиеш и испиме таму по 1 литро кола. И зема за укола уште по една флаша за нив двајца. За да се најде. За да има, пошто беше без пари, разбираш? Има воздалника, треба тука. И ја викам укола, влагам и викам, слушај, немој му викам се, што направивме во глупости? Сега идеме ке македонци дома, 100% невестава има спремено јадење, македонска невеста. Влагаме унутра девојкава, супи, салати, печена, пилешко, оризи, торти, палачинки. Сега што правиме, јади и чути, викам, она сркај. Сега нема назад. 12 пати. Добро, завршивте. Доста за јадење, ва? Зошто вака се прави? Да, што е причината за тоа? Да се провери квалитетот и вистинското сребро? Тоа значи дека го имаш у зуби маратонот. Така? Дека лесно е. Лесно тешка. Значи да знаеш една работа, јас пошто ми беше прво искуство, еве сега за Рим. Значи затоа ова ми е Откај што ми е мене маичката и сите ги имаме медали. Тоа се трите медали од Рим, така? Да, тоа се трите медали од Рим. Значи тоа ми е само маратон, 42 километри. Различно изгледа, мора да признаеме, за разлика од јас и Цецел ми е класично да речеме, многу поинтересно. 42 километра е тоа и за мене беше прв цел маратон. Значи за кој време го истрчавте? Секој различито. Кој е личниот рекорд на вистина?
Значи лични рекорди имаме ние во сите, во полумаратон, 5 км, така натаму. Кажи Кој е најдобро да речеме? Не можеме најдобро ти ја меде. Чекај сега ти објаснам зашто Ти се. кажи дека се јадеме со времиња. Сега тоа е после за времиња. Значи што е трикот? Заебанција да падна на моја страна, затоа што они имаат времиња и ги имаат пријавено во Рим. А ја немам време. Да, и ме стаја у група со кој сакат, кој ќор, кој удава, разбираш? И се они влагат во едно трло, ја влагам во едно трло што нема крај. Додека ги прерипав сите првите 2,5-3 километра, зашто Рим има шанса 7 сата да трчаш. И онда си дошле тие со сендвичи и уште да го прошетаат Рим пешке. Така речи една група, а пошто немам време да пријавам, да си се прошеташ. да, пошто нема време да пријавам, морав да идам у таа група. Не и си. Ама имаше многу фенси особи кои исто трчале прв пат. Па успут се упознавме, да се здруживме. Има дискове. И после цело време ме зеза, еве го овој со пензионерите, разбираш? Ама сега имам време за Њујорк, така да сега више не сум прваче. Кај пензионерите сега ќе бидете. Чисто онака за оние кои што сега се приклучуваат ундрицка тилма. Еве, кога зборуваме за лични рекорди, која беше според вас еве најтешка, освен Малта споменавте? Друга некоја која што ќе ви остане во сеќавања беше тешка? Или најдобра, може би најдобра најубавата патека, нешто што ќе импонира на вистина за да ги предизвикате. Да, јас Ајде го да ги памтам споделите. Скопски на пример, освоивме прво место на што го имаш ти кај тебе пекара. Team building, така е. Team building жените од групата кај Кокан, женскиот тим бевме прво место, ќе го памтам како прв, зашто во Скопје прв пат трчав годинава, не сум била никогаш, не се погоди, лани се откажа, претходно не бев толку активна со трчањето. Доста тежок, топло, јас имам проблем малку со топлината или топлината има со мене проблем. Најбрзо време правам секогаш во Љубљана. Одличен маратон, таму е поладничко, доста е рамна патеката. Саат и 42 минути ми е рекорд, што некојаш ме споредуваат со машки. Близко беле. Елизавета, колку километри во Љубљана? 21. 21. Полумаратон е. Тоа е нешто како кај нас, ако не се Да, јас го Да, трчав Скопски. целиот маратон во Љубљана оваа година. И му направив најбољи слики. Сериозно? Нема бољи фотографии никад направено. Евер, пошто знам како сака да го сликам после така. Некој чари од тебе? Закаснивме малце со моите слики. Да, јавно Една, извинуваме две. зашто те немаме тебе на слики. С оглед на тоа дека имаш најмногу истрчано маратони и полумаратони, кои се оние идеални временски услови? Или спомена дека Љубљана било Па совршено... Љубљана идеални се прво во периодот на годината кога е многу добро времето. Оваа година не ни се погоди, баш беше ладно. Кога стартувавме беше негде како околу 6-7 степени и магла имаше. После се отвори времето, убаво беше, али идеални услови се 16 степени. За да се издржи Да, рамна се истрча, стаза да така. биде, да нема многу Успони елевација падови, голема, да. Например, ние го трчаме и Охридски маратон. Тоа е 30 километри, а е потежок од некој маратон 42 што е, пошто има голема надморска денивација. Сепак и инфраструктурата се Да, игра многу е улога битна, тука, да. така. Рим е еден од најтешките. Има 250 метри денивелација. Да. И ја И таму има поставив коцка. личен рекорд. И има Браво. коцка, да, и има коцка од 11 километра по И Калдерма. лизгаво е. Калдерма, Значи, да. треба да се внимаваме меѓу другото. Фактички еден од најтешките маратони во Европа е Рим. И мене ми падна стекера да бидам од најтешки. Да, и оваа година Првенче беше да ми убаво. биде. Добро, тоа бе прави дожд да посебен биде дефинитивно. За Рим зборуваме, Да, беше? за Рим, да. За Рим беше добро времето, немаше лизгање на тие коцките кај што се И проаѓа. идеално време. Да, Идеално инаку ако време. таму заврне дожд, таму е хокеј. Тоа Да, се оклиза играш. да се трча. Идеално време имавме во Рим. И идеална дружба имавме во Рим и после тоа. Додуше не можеат двајца да поскалија се качат, ја морав да им симњам неколку пати работи. Треса веќе Шали. Пошто ја трчав беше школски, а толку они трчаа на резултат. Разбираш? А јас школски трчав. На секој 5 километра вода си Пред пиеш. да почне да трча имаше трема. Не треба, бев упрпан. Не спиеш, 105% бев упрпан. Поише 2% од вам дивајраме. мала сега ми имам. Што се случува во последните десетина или половина час пред финишот? Што се Кој е размислувате? менталниот склоп? Што Има се борба верите веројатно секогаш? сам со себе. Издржам. Тешко е, маката е уште поголема да дадете Мене ми повеќе е сила. тешкото додека се тренизите, зашто кога се Претходно. тренизите предходно, месеци, недели наназад, и тогаш ми е тешкото зашто не трчам темпо како на маратон, туку е тренинг, па убрзуваме, успоруваме, должини се прават, знае да ми биде досадно, пошто има некои тренинзи кај што мора должина да се истрча, Така. не на 30-35 километри, а на самата трка ми е уживање.
поготово кога е ладно. Берлин да речеме сте стигнале до 31, што имате уште 9 километри. Немам проблем. Знаеш што има уживање, немам болка, немам грчеви, има разноразни искуства. Јас немам никаков проблем додека трчам на било каква трка, и полу и цел маратон. Ми уживање, застанувам да пијам вода, да пијам изотоник. Се мислам, например, Баже секогаш пред мене. Во Рим знам дека заврши 20 минути пред мене, па јас, па 20 минути беше Перо. Обично кога гледам сад си викам, аха, Баже е готов, сега ќе ме пречека. Добро, и сега ќе чекаме Перо, ние двајца. Значи сепак темпото е различно кај сите тројца. Различно, да, Баже е звер. Еден момент не каже да најголемото уживање во Будимпешта. До 18 километар ми гледаше од позади у грбот, дугачко време. До каде на трапникот? Не, до далеку ме гледаше од позади. Арно, ама годините си одигра улогата, пошто дав превише газ, на крај остана многу малку фюел. Многу малку остана од бензин, викам дај на резерва сум да не останам без бензин, до крај па на бутање да ја правиме кола. Па малце таа и ме преди, тоа мислам дека е најдраги од моментот, па раскажуваше тука дека ме тепала, разбираш? Со право, има докази, многу пати го тепа. Има едни трки што ги прави Кокан секои 2 недели на 5 километри. Таму ја тепам ја. Немој да лажеш. Ако сакам ја тепам, ако сакам ја пуштам да биде прва меѓу женските. Така, добро. Така да ја сме многу е џентелмен. Во приближна временска зона и цел ми е неа да ја победам, да бидам искрен. За маратон тешко. За полумаратон уште потешко. Не женско, сега еве за Нови Сад ти кажам. У Нови Сад дал газ, викам се, што мотори тргнавме на диатлон, ќе одиме демек, возев 6 сата лево десно. И у Нови Сад викам ај тргам 7 километра, трчам као Елен, као Баже. И на 10 километра гледам на саатов, чудни луѓе почнаа да ме пристигаат. Гледам една со така поширок диапазон од позади, атрибути поголеми. Викам, гледам саатов, викам, дај ќе дам сега. 5 секунда дигам, викам, што е ова со мене? Уствари 28 степена беше, исклучително топло на ноќниот маратон и влага. И плюс јас 6-7 сата дехидриран со моторот возев, значи сонце ме греело, и плюс овие македонци кои да ги носам одма на ручек требаше сите. И не спием цела ноќ и си го зема данокот маратонот. И така, значи само кука, мора да Да, кука, друг му е крив, ручекот, моторот или некогаш. Јас советувам некогаш навистина имате документирано некој маратон чисто патувањето, па и дел тие знаменитости кои што ќе ги посетиме чисто. Треба некогаш да видиме како изгледа таа приватна ваша дружба. Да понудиме едно мало приватно филмче, може? Пред да заминеме за Њу Јорк. Може. А за Њу Јорк документарец ќе направиме, ја обеќаваме, види. Добро. И тоа го чекаме премиера да го прикажеме. Дали трчањето ве спои како екипа? Да. Тројцата сме трио фантастико. Гледам. Да, уживаме. Они се многу весели луѓе. Баже е, например, министер за транспорт и врски. Заедно. Перо е министер за пиар и маркетинг. Ама и набавки. И набавки на крана. Такви дуќани, попусти, ќе си набавите се што треба. Знаете што посакувам и ја да сум во ваше друштво. Кога ве гледам и вашата синергија, дефинитивно јас и Цеце посакуваме некако да... Баже, бидејќи они се поне толку искусни, ќе ги бидели? Добро напредува. Петар повеќе зборува или има и работа? Види, сега една... Ама прашањето беше за Бажа. Не, ама една мала дигресија, овие се за мене помлади јуниори. А не само историите во случајот. Да. Значи јас сум помлад јуниори, јас сум во една сениорска категорија каде што многу малку веќе останува. Сите трчаме во различни старосни граници, не плюс 50, над 55, плюс 40 или во плюс 30. Ета, 25. Различни генерации сме тројцата, да. Во мојата категорија, значи до 50-55, ланска година во Љубљана, трчаа 1300 души. Во категорија 55-59, ланската година, тоа беше преконската, во која јас влегов, трчаа 310. Значи 1200 не станаа. Уште малце сам ќе остане. Сакам да ви кажам. Има една многу убава реченица од Неден Синдес на Раде Шербеџија и таче ми младост тешко пасти ако сви остарите. Јер сам сам на овој обали кои сте напустили и предали безвољно. А овие двајца ми даваат надеж дека можам уште да се дружам со помладите. Навистина одлично. Би сакал уште неколку прашања до самиот крај со Цета да поставиме кога сме кај Скопскиот маратон. Чисто како направиме компарација некоја паралела со она што се случува Љубљана, Белград, Австрија, да, бидејќи сте биле навистина на голем дел од нив.
во подеме, дефинитивно ќе последниве години Скопскиот маратон има интерес кај нас. Популацијата навистина се вклучува дефинитивно. Јас се почесто гледам на кај нас, барем ако ништо друго, најпопуларна стаза покрај Вардар, дека се повеќе и млади веќе го потребуваат трчањето како секојдневие. Ќе могам Баже да одговори. Ајде вака стручно. Па ја мислам дека Скопски оваа година ќе беше уште подобар да не беше претходната година кога се откажа. Одложен за жал, не мили многу настави. луѓе од странство Го пријавија своето учество. Да, го пријавија, па дојдоа, не дојдоа, не знам оваа година. Сепак 7000 луѓе оваа година прибра, воопшто не е мала бројка. Скопски маратон е идеален за трчање. Влезен е исто така, мислам дека во сертифицирана патека каде што можеш да избориш и олимписка норма, ако имаш добро време да се такмичиш на олимпијада. Рамна е стазата, единствена лоша работа е што се трча во мај и што е многу топло тогаш во Скопје, тоа е единствено. Инаку имало години кога беше многу убаво времето. Ако биде ваша препорака, кога би сакале да се одржува Скопскиот маратон? Па као порано што беше во март месец. Во март месец. Она транзиција од пролет. Ајде Петар да имаме едно мало влијание, бидејќи јас сум некаков и промотор на Скопски секаде кај шидеме, највише зборам за Скопски. И ми е мејл. Јас кога почнав да трчам на Скопски 2010 имаше 400 луѓе. Значи во полумаратонот еден куп планинари, а вклучувајќи и оваа госпожа од десно од Палас. Елисавета, ја го фрлив тоа прво задоволство да почне како бато ова се прави. Да ме учеше. Да, како бато ова се прави, така тргна целата пригадна. Скопскиот маратон по мене во сите овие 40 на 50 што ги имам истрчано надвор е во првите 10, сигурно. Навистина? А може да ви кажам дека не е пристрасно, нема непотизам во овој поглед. Пази, кај нас во Македонија сме научени на се што е наше да плукаме. Значи да ви кажам сериозно, Скопски е прво може да направите одлично време. Јас оваа година направив изворедно време на Скопски. Затоа што прво нема 50-60 луѓе, не сте устрои 100 сата. Значи сте во првите редови, секогаш си можете да... Се дише, флексибилно е, убаво е. Стазата е рамна, има храна перфектна. Има станиците се никако се захранава. Многу битно да не останам гладен, да разбераш. Меѓутоа како велат сите спортски мајстори, 70% храна, 30% тренинг. Ќе се сложите. Да ги пофалам на крај Кире, Гордана и сите оние што се во организациониот одбор. Да, на Скопски маратон навистина прават да се чувствуваме горди и да не се страмиме пред било кого го каниме да дојде во Скопје и со сите нивни начини на ангажмани на спремањето на Скопскиот направија да се чувствуваме горди секаде кај додиме, да не ни е срам дека сме македонци и дека сме дел од Скопскиот маратон кој го промовираме заедно сите тројца. Утрата ви започнуваат многу рано, така? Во овој летен период, како се одвиваат тренинзите? Како се подготвувате? Сериозно пред да додете во утринска антилна истрчавте? Да. Го имавте оној редовен тренинг? Ја не трчам за вака, ја трчам секогаш навечер. Заради време. И таква ми е работата, не можам од сабајле, ако се потрошам, после не можам да работам. Пошто има исто физичка работа. Исто има физичка работа после тоа и затоа трчам секогаш навечер, покасно. Сега лето може и после 10 часот излегувам да трчам. Или Петар, кога... Сабајле, тебе се сетаме вчера. Ја не можам да се договорам со неа никаде да се погодиме заедно трчаме. Ама вчера така се погоди целата работа. Викам, зашто ја чекам, не друго, ако трчаш си нестрпли да трчаш. Немаш да чекаш. Немаш да чекаш. Разбираш, и тоаш вчера кога се погоди свега уште треба. И направивме уште подолг тренинг од тоа што планирав. Пошто не сме си кажале све што имаме за овие месец дена. Ретроспектива цела Тангера бангера. Помина времето. Да, помина 15 километри, да. Така 15 лагани. Наутро тренираме цеце, повеќето од нас барем гледам, има доста од пријателиве трчачи што ги гледаме. Јас станувам во 5 и пол веќе сум на тренинг. На сите им годи кога е поладно, на сите им годи во првиот дел од денот, добро Баже исклучок, ама Баже има стварно многу искуство. Но кога ќе напишеме домашна сабајле рано, после цел ден е твој. И после буквално си направил многу за себе, си истрчал, си се нахранил, си се одморил и почнува работниот ден после. Мислам дека на сите им годи, по мене тоа е поправилно. Наутро да се направи физичкиот тренинг, зашто мислам и за телото е подобро. Значи, ќе потврдиме на теза, успешните луѓе дефинитивно имаат краток, меѓутоа квалитетен сон, меѓутоа утрото кога започнуваат со редовен тренинг. Да. И да додадам само дека не сме само ние тројца за Њујорк маратонот, значи Аневски има се уште македонци, па да ги пожелам. Александар Аневски
е учесник, исто така што доби на лотарија, Атанас Наумов и уште неколку македонци кои живеат во Њујорк, кои веќе ми се јавија. Значи искомунициравте попат. Ајде после Њујорк маратонците да ни дојдете. Знаете што ќе биде проблемот во Њујорк сега? Пошто сите тие викаат после трка сте кај мене. А тие после трка сте кај мене се до сега 14 на список. Значи, а после трка ние изгледаме као мала промаја. Као мала промаја. Знаеш, и сега тоа после тебе на сите викам окей, а меѓу нив е Јово Емил што има пицерија најпопуларна сега во Њујорк. Значи, он вика, види, значи масата главна вика кај што седеле, вика, што ја знам Брус Спрингстин говори, вика, таа маса ја чувам специјално за вас, вика. Уште сега е резервирана. Викам, слушај, друже, викам, ако дојдеме со сите овие 14 што не викаат по двајца, тоа се 28. И ова родбинава моја, и ова другари нивни, викам, околу 100 души ако собира таа маса, му викам во моментот, така да у Њујорк ќе правиме едно мало културно богатство. Ама има маратон во јадење. Види, тоа ако сакаш со нас маратон јадење секогаш. Никој не може да верува што можеме ние тројца да изедеме. Ја ви гарантирам. Тоа е за во друга емисија. Може ли само на крај на разговор да ве замолам нешто? Додека сте во Њујорк, помислете само на нас како екипа, направете едно кратко видео, поздравете не од улиците на Њујорк и само кажете поздрав за Цеце, Марко, Елена и цела екипа на Утринска антелма, до гости и така натаму. Чисто да ни го пратите поздравот, убаво е да се доживее така да знаеме за селфи, за селфи е она задужена. Кратко видео од 10 секунди. Лаквите тие она ги знае. Ја не знам како тоа се прави. И други работи знаеш. Па да, најдам друга. Еј, многу ми беше драго. Многу беше драго. Да, фала ви за убавата енергија. Јас се надам дека ова смеење во и не беше толку хистерично, ама беше добродедено кај сите оние кои што не гледаат ова утро на фреквенцијата на Тилма. Ова навистина е јавна покана да дојдете после маратонот во Њујорк. Јавна задолжителна, јас изгледам задолжителна покана. Може, со медали ако да ќе ви инспирираме и вас и вие да почнете наутро да станувате во Баже, во твои раце дефинитивно од септември, ова се цело време го кажам, Цете сигурно ќе се смее, навистина ви посакуваме убав престој пред се, посетете го, шармирете го и вие Њујорк, онаа македонска култура и забава имајте. Навистина и сакаме што повеќе да има подем кај нас. Дефинитивно со маратон. Фала ви уште еднаш на поканата. Ќе ви дојдеме може пак и пред Њујорк кога ќе бидеме спремни. Да не видите на неколку дена пред тргање. Како изгледате? Како ќе си сушиме тоа? Перото маичката. Јас сум сега Те молам да ти се фати маичката. Не, јас сум сега најголем од баквото, пошто со моторирам се пиев пиво, поише, пак задењу ребра јадев, а тоа не е вообичаена храна. 120 дена до римскиот маратон јас не пробав месо ниеднаш. Да, режим имаше многу. Значи 120 дена не пробав месо, не јадев млеко, млечни производи, ништо. Значи сепак ригорозност постои во Перо, до годините. Малце, зашто морам да се рестриктирам во нешто, да можам да ги стигнам. Перо, ја убивме минутажава, само да знаеш. Добре, не зборуваш. Да. Некој пат жиросметка ќе ви пратам. Може. Беше драго да се абсорбира вашата енергија, само понатаму продолжуваме секако со Продолжува утринската на Телма, останете со нас.